Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе размислуваме на тема искушенијата и верникот. Ние како христијани имаме духовен непријател – сатаната. Тој ги искушува верните Божи деца на сите можни начини и може, доколку не сме будни, да го направи христијанскиот живот потполно бескорисен и неделотворен. Тоа е во состојба да ви го представи овој свет во добра амбалажа, привлечен за вашите очи и за вашите желби, па така измамени да заборавите на Бог и на она што сте го ветиле пред Него. А во други случаеви, тој може да им го представи христијанскиот живот дека е со секакви опасности и губитуци во општеството. Мнозина се измамуваат на првото искушение, затоа што успеал секуларниот живот да им го представи дека е позабавен и поинтересен за разлика од она што им го нуди самото христијанство. Но за да не паднеме во неговата стапица, ќе дадам неколку упатства и добри совети за сите христијани. Заштитата што е нуди овој свет, во суштина не го заштитува христијанинот од зло и не може да ги зачува верните Божи деца од сите опасности на гревот или пак да им направи добро во однос на душата. Дури и голема сума пари не може да ги излечи луѓето од потешка болест. Колку и да имаш, колку и да си моќен, тоа не може да ја усреќи твојата душа. Сила, слава и пари не можат да ти помогнат во време на духовна потреба. Кога веќе си открил дека е така, зошто да дозволиш овие нешта да те држат во робство, да си подалек од Бог кога знаеш дека тоа е за твоја духовна штета? Се што постои во овој свет само по себе е празно и безвредно. Ништо не може да ја исполни душата. Во книгата Проповедник е запишено: каква е ползата на човекот од сиот негов труд во кој се труди под сонцето? Одговорот на оваа прашање тој го дава во целата негова книга и вели дека ништо не може да ја задоволи вечната душа со она што е привремено и пропадливо. Тоа е така затоа што душата е вечна, а телото е привремено. Се што е во овој свет е несигурно. Не можат предметите да го направат човекот среќен. Павле ги советува богатите од овој свет да не се надеваат на богатството и вели: тие што имаат богатство на овој свет, заповеда им да не се гордеат, ниту пак да се надеваат во него, туку во Бог, кој на сите им дава се што им е потребно. Ако се надеваме на богатството, тоа лесно може да го загубиме со смрт или на друг начин. Тоа нема можност да му го спаси животот од вечната смрт на оној кој го поседува. Се што е привлечно на овој свет, иако не изгледа дека е опасно, сепак може да биде штетно за нашата душа, затоа што сме наклонети лесно да грешиме кога имаме изобилен живот. Например, израелците на почетокот се радуваа за својата слобода, но кога се нахранија и кога Бог им даде доволно се за нивно уживање, тие го отфрлија и се побунија против Бога. Тоа е таа опасност кога ќе бидеш во се задоволен од овој свет и кога како грешник ќе почнеш да се одвраќаш од Бог. Тоа не мора да биде класично бегство од Бог, туку отфрлање на Божите вредности во замена за се што е грешно во овој свет. Библијата учи дека верните Божи деца треба да ги држат вечните вредности и да се стремат кон нив со цела душа и со цело срце. Луѓето во Стариот Завет копнеа со вера во Бог за вечната и подобра татковина, небото. Тие ја посакуваа небесната земја
и не се надеваа на атрактивноста и на она што може да го постигнат во овој свет. На ист начин, такви треба да бидат и денешните христијани, доколку сакаат да му угодат на Бог, кој ги љуби. Тогаш ќе имаат радост, мир и ќе ја очекуваат својата небесна круна на праведноста. Вистинската среќа не се наоѓа во овој свет. Таа зависи само од Бог и од ништо друго. Да го познаваш Бог е најдобрата привилегија што ја имаш во овој живот. Таа привилегија не е заменлива со ништо. Да бидеш среќен на оваа земја е најдрагоцениот подарок од Бог. Иако живееме во долината на солзите, пак можеме да уживаме во среќа со Бог преку Духот, преку Светиот Дух, со кој сме запечатени за денот на откупувањето. Среќата на верните Божји деца е од духовна природа, бидејќи Бог им даде вечен живот и им ги прости сите гревови. Човечката душа и секој човек е многу повреден од вредностите на овој свет. Кога верните Божји деца ги сакаат повеќе предметите, тоа значи дека не се вреднуваат доволно самите себе. Човекот е создаден за многу повредни корисни работи, а не за она што е милливо. Секој човек е создаден да има комуникација со Бог и да го запознае како негов татко, да се радуваат со него и да ја очекуваат вечноста, вечниот живот, Божјото царство. Затоа, верните Божји деца не треба да потпаѓаат на искушението дека земната среќа е поважна од небесната. Сатаната сака да ги исплаши верните Божји деца дека, ако му се предадат целосно на Бог, ќе имаат неволи и постојано ќе бидат искушувани и несреќни. Таа негова тактика е со цел да ја уплаши нивната совест, дека служењето на Бог е ризик за тебе, за семејството, па дури и за децата. Не паѓај на тоа искушение. Какво и да е искушението, треба да се има предвид дека ништо не може да му наштети на верникот кога е во Божјата близина, кога гревот му е простен и се радува во Светиот Дух имајќи мирна совест. Затоа треба да внимаваме повеќе на она што го чувме, за да не отпловиме во погрешен правец. Зашто ако зборот, изговорен преку ангелите, се покажат цврст, и ако секој престап и секоја непослушност прими праведна отплата, како ќе избегаме ние ако занемариме толкаво големо спасение кое почна Господовото проповедање, ако е потврдено на нас од оние кои го чуле, откако Бог го посведочи со знаци, со чуда, со разни сили и со раздавање на Светиот Дух според својата волја, пишува апостол Павле во писмото до евреите 2 глава, од 1 до 4 стих. Искушението сепак не е грев, но може да вовлече во грев. Например, рибарот употребува црв како мамет за фаќање риба. На ист начин и ѓаволот употребува некој привлечен мамец од овој свет за да те наведе да сгрешиш против Бог. Библиски примери. Кога ѓаволот го искушуваше Христос, тој му ги понуди сите царства на овој свет како мамец, а потоа ѓаволот го одведе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава и му рече: сето тоа ќе ти го дадам тебе, ако паднеш ничком и ми се поклониш. Меѓутоа, Исус го отврли ова искушение со зборовите: напишано е. Друг пример. Една слугинка на многу ефикасен начин го искуша Петар да се откаже од својот Господ. А Петар седеше надвор во дворот и ете дојде една слугинка кај него и му рече: и ти беше со галилеецот Исус. А тој се одрече пред сите и рече: не знам зашто зборуваш. И како трето, светот и се што постои во него, вклучувајќи ги сопствените страсти и желби, се постоен извор на искушение за тебе и за мене.
И затоа, ниту еден кога е искушуван да не каже Бог ме искушува. Бог не се искушува од зло и тој никого не искушува, туку секого го искушува неговата собствена страст, која го влече и мами. Потоа, страста зачнува и раѓа грев, а кога гревот ќе се развие и изврши, раѓа смрт. Затоа, во името Господово, ние со апостол Павле ќе кажеме: но во се ова победуваме надмокно преку оној кој не возлюби. Божи благослов, почитувани слушатели. Амен.